Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Додека е мал процентот на вакцинација, ќе се развиваат се полоши соеви на вирусот, вели доктор Светлана Трифуновска. Делење позитивни пораки, цвеќе и ленти за поголема видливост во средината. Во Гостивар одбележан денот на лицата со посебни потреби. ...1883 сообраќајни прекршоци се регистрирани во ноември годинава или 847 повеќе од минатата година. Најважна е превенцијата, односно вакцинацијата за справување со пандемијата. Се додека е мал процентот на вакцинација, ќе се развиваат се полоши соеви на вирусот, вели доктор Светлана Трифуновска, специјалист по семејна медицина. Неминовно беше со новиот бранд да се зафати помладата популација. Училиштата се отворени и се престојува подолго време во затворени простории, вели доктор Светлана Трифуновска, специјалист по семејна медицина. Таа додава дека болеста која ја предизвикува коронавирусот остава последици на целиот организам, особено на крвните садови. Јасно е дека сега од почеток на пандемијата школите се отворени, децата имаат поголем протокез, да имаат заштитни мерки и се тоа. Но неминовно беше со овој бранд да се зафати помладата популација и нормално дека самата инфективност влие, колку долго вие сте облизина на вирусот, значи кое количество не вие сте експонирани во единица време, значи не е тоа само дали уопште сте у контакт со вирусот, така да се створија услови, а посебно во наредниот период ќе се створат поголеми услови зашто што престојуваме во затворени простори за полесно да се шири овој респираторен вирус како што го викаат, што има страшни постковид последици, посебно како што докажаат научниците, посебни последици остава на крвните садови низ цело тело, низ цел организам. Мора кај граѓаните да има свест и информираност дека превенцијата е најважна, а во овој случај тоа е вакцината, вели доктор Трифуновска. Значи превенцијата, вакцините, нашиот вакцинален статус кој ќе порасне на високо ниво, друга ќе биде приказната и самата клиничка слика, самите последици, самите бројки ќе бидат други. Впрочем, сакам да кажам дека мора да сме свесни, мора да сме едуцирани, мора да знаеме што значи превенција и што значи вакцина. Инаку, се додека имаме мал процент на вакцинираност, веројатноста дека ќе се развиваат се полоши соеви на истиот вирус, тој си мутира, си бара, значи свој пат за да си преживее, да се заштити и да си развие што поотпорни соеви. Тука лежи приказната, затоа целиот свет гледате е во локдаун, затоа сите се плашат од посмртоносните, од попатогените варијанти и секогаш очекуваме нова и нова варијанта. Затоа најважно и како што секогаш споменуваме, мора да се размислува да порасне процентот на вакцинираност кај населението, со што ќе се заштитиме сигурно и со што ќе успееме да ја победиме оваа светска пандемија. Новиот сој Омикрон потврдено е присутен во 38 земји во светот. Од Светската здравствена организација предупредуваат дека би можеле да поминат повеќе недели додека да се утврди колку оваа мутација е заразна, дали предизвикува тешка форма на болеста и колку се ефикасни третманите и вакцините против овој сој. Делење позитивни пораки, цвеќе и ленти за поголема видливост во средината. На ваков начин во Гостивар се одбележа денот на лицата со посебни потреби. Види ја личноста, не попреченоста. Со ваква и слични пораки, денес беа пречекувани минувачите на градскиот плоштад во Гостивар, каде што се одржа настан по повод светскиот ден на лицата со посебни потреби. Тие и нивните семејства добија ленти со сончогледи, со цел да бидат повидливи за средината и да им се дава предност во секој невието. Одбележувањето го организираше ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби, во соработка со општина Гостивар и Сдруженијето When in Trouble. Нели како општина Гостивар минатите 3-4 години
се обидовме да направиме одредени активности, иако никогаш не е доволно за овие семејства и деца и луѓе. Денеска конкретно општината направи одредени беџови кои што се со сончоглед и секогаш кога луѓето со посебни потреби или некои од семејствата на тие луѓе носат таков беџ во било која просторија или во било која продавница, ние како граѓани на општина Гостивар треба да им препуштиме ред. Со тоа ќе им дадеме внимание, меѓутоа ќе им дадеме простор да не трошат време во чекање, туку ние сите да покажеме дека имаме посебна почит кон тие семејства и тие луѓе. Денеска ги даваме овие ленти со треба да се напишат име и презиме на родителот или на личноста со цел да се олесни животот на нас родителите и на личностите што се со попреченост. Затоа ќе апелирам денеска до сите институции, суд, општина, банки, па и продавници, да кажам, кога ќе видат родител или лице со ваква попреченост, да ги пуштат побрзо преку ред, затоа што ние само знаеме родителите како е. Јас, например, кога излегувам во град да завршам некоја работа, малата ја оставам заклучена дома и трчам да платам струја, например. Ако има многу гужва, малата ќе седи многу долго време сама и затоа со ова би требало да бидам препознаена дека имам дома лице со посебни потреби и да ме пуштат. Апелирам до сите да ни укажат чест на лицата и на нас родителите и едноставно да ни го олеснат животот барем на еден начин. Децата со посебни потреби, кои беа дел од денешното одбележување во Гостивар, на граѓаните им делеа карамфили и пораки со позитивна содржина за животот, разбирањето, среќата и солидарноста. Прв настап на хорот од Бигорскиот манастир на официјален настан во Атина добија долг аплауз и воодушевување од публиката. Монашкиот хор од Бигорскиот манастир за прв пат настапи во Атина на меѓународниот фестивал на православна црковна музика. Нивниот настап беше поздравен со долг аплауз и воодушевување од присутните. Фестивалот е под покровителство на Министерството за култура на Грција, општината Атина и Атинската архиепископија и воедно станува збор за прв настап на македонски хор на ваков официјален настан кај јужниот сосед. Присутни беа генералниот секретар од Министерството за надворешни работи на Грција, како представник на владата и представник на грчкиот архиепископ Јеронимос, како игуменот на Бигорскиот манастир, епископ Антаницки господин Партени. Учеството на првиот меѓународен фестивал на православна црковна музика е по покана од председателот на Сдруженијето на Јеропсалти, односно црковни певци на периферијата Атика, по широкиот регион на Атина, Илија Средијадис Тумбас, а сето тоа е со благослов на архиепископијата Атинска, односно на архиепископот Атински господин Јероним и со нивно покритие, како и со поддршка од Министерството за култура на Грција. Променливо облачно со повремени врнежи од дожд и ниски температури. Вакво време ќе се задржи деновиве во Полошкиот регион. Стабилизација се очекува од среда и пораст на дневните температури. Во текот на утрешниот ден стабилна временска состојба од предпладне со умерена облачност, а веќе кон крајот на денот облачноста ќе се зголемува и ќе има повремени врнежи од дожд, кои во текот на ноќта ќе се прошират во поголемиот дел од Полошкиот регион, а на повисоките планини врнежите ќе преминуваат во снег. Утре наутро утринските температури околу нулата, а дневните до 12 степен. Веќе во понеделник ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд, наместа во Полошкиот регион и пообилни, на планините врнежите ќе бидат од снег. По текот на утрешниот ден ќе дува и умерен повремено засилен ветер од јужен правец. Облачно со врнежи од дожд ќе биде и во вторник, кој поради заладување и спуштање на постудена воздушна маса од север, проследена со засилен северен ветер, ќе преминуваат во повремен снег во текот на денот. Дневната температура во вторник само до 3 степен. Потоа во следните 2 дена ќе настапи стабилизирање на времето и пораст на дневната температура.
1883 сообраќајни прекршоци се регистрирани во ноември годинава или 847 повеќе од минатата година, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Во ноември годинава во 22 акциски засилени и редовни контролни активности, реализирани на поширокото тетовско подрачје, биле откриени и законски санкционирани вкупно 1883 различни видови сообраќајни прекршоци, или 847 повеќе во споредба со минатогодишниот ноември. Во овие контролни активности, поради констатирани прекршоци, од сообраќај биле исклучени 92 возила, од кои 61 имале истечена регистрација на 30 дена, а кај 31 возило било утврдена техничка неисправност. Во овој период исто така од сообраќај биле исклучени 276 возачи, од кои 181 управувале возила без возачка дозвола, 50 под дејство на алкохол, 40 возачи почетници, 3 со важечка забрана за управување и 2 со несоодветна категорија. Покрај тоа минатиот месец времено биле одземени 7 возила за истечена регистрација повеќе од 6 месеци, 150 возачки дозволи и 48 сообраќајни дозволи, додека Тетовската ПАЕК служба вкупно подигнала 77 непрописно паркирани возила, најмногу во централното градско подрачје на Тетово. Во ноември, покрај соодветни поднесоци со кои се санкционирани откриените недостатоци, изготвени се и 225 писмени предупредувања. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.